Ми представува чест и задоволство да се обратам на отварањето на конференцијата Градење на општествена отпорност кон штетните влијанија на дезинформациите во Република Северна Македонија, која председателскиот Центар за политичко образование ја организира во соработка со Фондацијата Метаморфозис. Дозволете ми на почетокот да искажам задоволство што оваа конференција е организирана како резултат на заеднички утврдената потреба за градење на систем на отпорност кон дезинформациите меѓу една државна институција, во овој случај кабинетот на председателот, и една реномирана граѓанска организација која подлого време е активна во оваа област и присутна со своји анализи и согледувања на оваа тема во медиумскиот простор. Истовремено сакам да се заблагодарам и на амбасадорот на Кралството Холандија и на неговата земја за поддршката на овој проект и за учеството на конференцијата. Конечно, сакам да се заблагодарам и на бројните панелисти за нивниот придонес во подигнување на општествената свест за релевантноста на темата. Дезинформациите како средство за предизвикување или продлабочување на општествените поделби, односно како средство за психолошка војна, не се ниту нов, ниту непознат феномен. Присутни се во сите општества во различни временски периоди и биле користени од различни групи и внатре и надвор од општествата. Во оваа смисла, особено се ранливи демократските општества, бидејќи плурализмот на мислењата и ставовите, односно слободата на изразување, вклучува и слобода на вербално несогласување со самата суштина на демократските општества и начинот на кој во нив се донесуваат одлуките. Токму затоа присутноста на дезинформациите не треба да не чуди или изненадува, туку треба да се навикнеме на нивното присуство. За разлика од тезите дека живееме во исклучително време без преседан во поглед на дезинформациите, моето мислење е дека, не спорејќи го фактот дека дезинформацијските и пропагандни кампањи против демократските системи се во подем во последната декада, сепак порано постоеле и други временски периоди во кои интензивно се користени дезинформациите. Доволно е да се подсетиме на периодот на нацистичката диктатура или сталинистичката репресија, за да констатираме дека и тогаш тоталитарните и автократски режими користеле пропаганда и дезинформациони кампањи, чија што цел не била само предизвикување поларизација и раздор, туку кај нив дома, туку и во другите општества со особен фокус на демократските држави. Во оваа прилика ќе подсетам само на семиналната студија архивите на Митрохин, во која по падот на железната завеса можевме да прочитаме од оригиналните архивски документи на поранешната служба за државна безбедност на Советскиот сојуз, како пропагандата и дезинформационите кампањи биле не само едно од оружјата, туку биле главното оружје во нивната битка со западните демократски држави. Ова историска паралела не е со цел да ја релативизирам опасноста од дезинформациите во нашето време, туку да укажам дека демократските општества веќе имаат значајно искуство со овие феномени и, што е најважно, двете големи битки со нацизмот и комунизмот ги добија демократските држави, а диктатурите изгубија. Добро е почесто да се подсетуваме на овој факт. Сепак, денешното време има своји карактеристики, поради кои можеме да констатираме дека се наоѓаме во поранлива состојба во споредба со некои поранешни времиња. Таа специфика е пред се неспоредливо поголемата поврзаност меѓу општествата и државите во ерата на глобализација и информацијско-комуникацијската дигитална револуција која ја живееме. Еден од најзначајните аспекти на оваа револуција се појавата на интернетот и социјалните мрежи и, за разлика од првичниот, да го наречам, наивен оптимизам дека социјалните мрежи нужно ќе водат кон демократизација на општествата, набрзо ја видовме нивната во суштина двојна природа. Или подобро кажано, свативме дека социјалните мрежи самите по себе не се ниту демократски, ниту недемократски, туку се екстремно ефикасни алатки чии што ефекти зависат од тоа кој, со какви намери и за какви цели ги употребува, односно злоупотребува. За разлика од традиционалните медиуми со позната уредувачка хиерархија, социјалните мрежи и онлайн порталите, што најчесто се меѓусебно поврзани, често служат или како платформи на кои други субјекти објавуваат или имаат зацкриена уредувачка структура.
По својата природа, тие се лесно достапни, брзо го окупираат вниманието на читателите и создаваат лажна слика на кредибилност и точност, имајќи предвид дека најголемиот број од нив се директно зависни од бројот на така наречени отварање на интернет. Јасно е дека дури и без намера за пропагандистичко действување, нивната техника на работење е доаѓање до што повеќе корисници, најчесто преку сензационализам, а на сметка на вистината. Кога ќе земеме предвид дека помал дел од нив се финансираат преку нелегални приливи на средства од така наречени малигни центри за на моќ со јасни цели, лесно е да се разбере дека имаат потенцијал да бидат реална опасност за демократијата. Почитувани, македонското општество не е исклучок од овие трендови. Нашата држава, за жал, е релативно лесна цел на дезинформацијските кампањи поради слабата институционална и општествена отпорност кон нив. Оно што представува предност на демократските општества во нормални околности, за жал е најголема потенцијална слабост во услови на внатрешна и надворешна поларизација. Македонското мултикултурно општество обстојува единствено врз основа на компромиси и подготвеноста на граѓаните да бараат и прифаќаат компромиси. Нашата демократска транзиција е далеко од завршена, а за тоа најдобар доказ е бројните истражувања на јавното мислење кои покажуваат дека значаен процент од македонските граѓани се приврзеници на така наречениот систем на цврста рака во донесувањето на одлуки и поддржуваат авторитарни модели на владење како наводен рецепт за прогрес на државата. Нашата борба со корупцијата е се уште повеќе присутна во политичките декларации отколку во реалноста, а корумпираните политичари се секогаш најмалку резистентни кон малигните влијани, или поради желбата за лесни пари, или поради тоа што се уценети, а најчесто и поради двете. Нашиот најголем успех на надворешно политички план да го решиме спорот со Грција и да станеме членка на НАТО, освен неспорните бенефити дома, носи и зголемена одговорност, бидејќи сме и ќе бидеме мета на малигно влијание од надвор. Руската агресија врз Украина создаде не само реален фронт на истокот на Европа, но и пропаганден фронт на Балканот, бидејќи кога агресорот ја губи битката, јасно е дека ќе настојува да отвори нов фронт за да си ја олесни положбата. Не смееме да ги игнорираме индициите дека зад проблемот со нашите евроинтеграции или зад тензиите во Косово и во Босна и Херцеговина, покрај објективните прашања и проблеми кои не се решени, има и голема количина на дезинформации и така наречено непријателско поттикнување. Ако само ги констатираме проблемите или се жалиме на лошата судбина, тоа нема да биде решение на состојбите. Општествената отпорност кон штетните влијанија, како што е насловот на оваа конференција, мора да биде резултат на целосна и долгорочна стратегија, но и на конкретни политики што ќе ја променат нашата сива општествена реалност. Конкретно, ако зборуваме за корупцијата, особено на високите нивоа, тогаш мора да имаме правна завршница во секој поединечен случај. Следен чекор е транспарентност во работата на органите на власта. Секое зацкривање зад превезот на така наречените државни интереси е неоправдано. Сите информации, освен оние од безбедносен карактер, треба да ја бидат достапни на јавноста, затоа што вистината е најдоброто оружје против дезинформациите и лагите. Конечно, за долгорочна отпорност на македонското општество клучно е образованието. Во образовниот систем мора да вклучиме содржини што се однесуваат на медиумската писменост, а препорачувам и вклучување на политичко образование во духот на демократските вредности во редовниот образовен систем. Председателскиот центар за политичко образование веќе започна една таква иницијатива во соработка со Министерството за образование и наука, Бирото за развој на образованието и Фондацијата за демократија на Вестминстер од Велика Британија, и токму утре ќе биде промовирана публикацијата со јасни насоки и препораки за имплементација на политиките во овој сегмент. Почитување, на крајот би сакал уште еднаш да го изразам своето задоволство од организирањето на оваа конференција. Се надевам дека сите вие ќе дадете значаен придонес кон општествената дебата на оваа тема, која ќе произлезат конкретни препораки за јавните политики во оваа сфера. И посакувам интересна и плодна дебата, која со задоволство ќе ја проследам. Благодарам.